Со Бугарија ние сме соседи, споделуваме многу и мислам дека нема земји членки во Европската Унија што имаат поголем влог токму од нашите соседи, земји членки, Бугарија и Грција, од успехот на европската приказна. И во оваа смисла или ќе бидеме заедно поразени, или ќе бидеме заедно победници. Влогот е огромен. Ние изгубивме генерации на некој начин заклучени во чекалницата на Европа поради билатерални прашања. Направивме многу изминативе неколку години и работејќи дома и решавајќи проблеми со други држави. И мислам дека ако Европа потврли да го потенцира и потврди овој успех, ќе испрати многу погрешна порака до целиот регион. Успехот значи јасна и вистинска перспектива, на некој начин порака до граѓаните во регионот дека успехот е можен и дека ЕУ е вистина сериозна кога зборува за пристапувањето, проширувањето или комплетирањето. Успехот значи поттик за нас тука и успехот значи создавање на едно вистинско пријателство и блискост со соседна Бугарија и обратно. Неуспехот ќе биде пропуштање на една извонредна прилика да ја градиме иднината заедно, токму како и народи кои меѓу другото имаат и заедничка историја во определени периоди. Успехот ќе значи и за ЕУ дека Европската Унија ги спроведува, ги реализира своите одлуки. Бидејќи во март минатата година ние добивме чисто, зелено светло, без дополнителни услови, конечно да ги почнеме пристапните преговори. Како ќе стигнеме до тоа? Ние чекаме формирање на влада, имаше неодамна избори во соседна Бугарија и мислам дека треба да ги отвориме сите канали на комуникација веднаш, без разлика каква влада таа ќе биде, бидејќи ние во Европа немаме премногу шанси за успех и немаме луксус да пропуштаме можност за успех. Избори има во многу земји членки, има едни многу важни избори и идната пролет во една важна земја членка, така што мора да се фокусираме, да создаваме шанси и да ги користиме со оглед на влогот. Може би бев малку подолг, ама се надевам дека одговорив на прашањето. Ich darf dazu auch ganz kurz. Јас исто сака да кажам, бијќи бев запрашан, не гледам друга можност, освен повторно да се укажува на тоа кои се последиците доколку ние кај процесот на проширување не продолжиме. Последицата ќе биде да овој вакуум на моќ ќе се исполни со некој и тоа нешто што не го сакаме. Ние сакаме 6 земји на Западен Балкан да имаат јасна перспектива, особено сакаме Северна Македонија, кој што толку многу направи веќе на патот кон ЕУ, на вистина да биде наградена со тоа што конечно овие чекори ќе бидат преземени кои што се неопходни. Тоа значи да јасни работи и кон Бугарија. Многу ми е важно да нагласам, како што заменикот председател кажа, овие две земји се комшии, се соседи, ќе останат соседи, дека сакаат во благосостојба да живеат и само таа благосостојба ќе ја постигнеме ако разговараме меѓусебно, ако ги отстрануваме пречките, ако говорам за вакуумна моќна, тој ќе биде исполнет и се покажува дека во сегашната ситуација имаме и здравствена криза и каде што секој недостасува вакцини и сега Европската Унија ја покрена иницијативата преку иницијатива на Австрија, штом овде солидарноста ќе се покаже да се испорачаат вакцини и да се покаже дека е тоа важен регион за нас со многу размена и дека тоа се случува и дека уште многу повеќе треба да направиме, затоа што сакаме регионот да му направиме да има корист и не може да се случи една држава да го блокира процесот, блокира за земјите кои што многу напор несува во цело овој процес и се очекуваат плодови да се добијат од сето тоа. Ние се сакаме Албанија и Северна Македонија заеднички
да добијат реална перспектива во Европската Унија. Ние сме на мислење дека ќе биде ризично и во секој случај ќе треба да се спречи овде овие две земји, овој процес да ги разделиме. Leaving no one behind, значи оставањето на никој назад, секако во преговорите ќе треба да остане како девиза и јас се надевам дека преку ова разјаснување за тоа што значи ако не успееме да продолжиме за некои од позициите во Бугарија, да се променат, се надевам исто така дека Северна Македонија ќе остане на топката, дека ќе остане конструктивна и активна и дека ќе влијае проблемот да се реши и на крајот на краиштата да се дојде до меѓувладината конференција за двете земји. Значи. Како само што го чувме ставот на Австрија, вчера имавме прилика и ставот на Германија преку министерот Хајко Мас. Имавме и словачкиот представник во ГАК пред неколку дена со истиот став. Мислам дека огромно мнозинство земји членки имаат став дека двете земји ги исполнуваат условите и дека е крајно време да имаме две меѓувладени конференции и за Северна Македонија и за Албанија. Благодарам. Секогаш се разбира политичкиот контекст е важен, тој може да помага, може да одмага, меѓутоа ние мислам дека немаме право да дигаме раце без разлика на тој контекст. Споменав идната пролет едни важни избори, имаме ние овде локални избори на есен, има председателски избори во ноември во Бугарија. Мислам дека влогот е преголем за и немаме право да однапред да дигаме раце. Ние ќе направиме се што можеме и мислам дека и многу земји членки чувствуваат и разбираат дека е крајно време оваа година да има сериозно поместување кон подобро за европската идеја во нашиот регион. Многу е тешко тоа да се реализира и да биде убедливо ако македонскиот случај не е препознаен и потврден преку меѓувладина конференција. Минатата година почна добро, заврши не така добро. Многу е важно и на регионот и на Европа ни треба успех оваа година. Јас се надам дека ќе најдеме начин и покрај политичкиот контекст, кој што очигледно е предизвик. Се разбира дека тоа не можеме да го игнорираме. Овие 120.000 Pfizer се разбира многу важни. Ние имаме и директен договор со компанијата Pfizer за дополнителни дози. Имаме и преку COVAX механизмот исто така веќе испораки, очекуваме нови испораки. Имаме договори со Sinopharm и оваа доза мислам дека го олеснува процесот на масовна вакцинација, се работи за 200 плюс 100.000, 300.000 дози. Имаме договор и со Спутник, и тој процес е во тек, и ќе имаме договор и со Синовак, уште една компанија од Кина во однос на вакцинацијата. Кога се работи за животот и здравјето на луѓето, мислам дека нема многу простор за геополитички консидерации. Исклучително е важно што повеќе луѓе, македонски граѓани, да се вакцинираат, за земјата да може да се врати во некаква нормала. Тоа мислам дека посебно видливо ќе биде и во економијата и се разбира, важно е за луѓето не само да можат да работат, туку и да можат да живеат слободно. Ние сме народ со јужен менталитет и социјалниот момент е исклучително важен. На некој начин чувствуваме дека како животот да ни е на пауза последниве година и 2 месеци. Благодарам. Имаше неодамна дебата во Тведе камер, во холандскиот парламент во Хаг, и мислам дека имаше многу позитивни
презентации во однос на Северна Македонија. Таму имаше некои резолуции во минатата година, пред 2 години, меѓутоа никогаш таа против нашиот случај не беше усвоена. Така што мислам дека дури и во земјите како што е Холандија, кои што го практикуваат мотото стриктно и фер во однос на пристапниот процес, ние немаме предизвици. 20 години како го потпишавме договора за стабилизација и асоциација, 16 години сме земја кандидат, имаме 11 или 12, зависно како ги броиме, позитивни извештаи од Европската комисија дека сме спремни да почнеме преговори. Првиот 2009 година, пред 12 години. Имаме во услови кога нема многу демократски напредок во светот, последниот извештај на Freedom House не става на врвот меѓу ретките земји кои што имаат напредок во демократскиот резултат. Излезе пред неколку години. Решивме едно прашање што беше проблем 25 години. Прашањето со Грција, на некој начин после Дејтонскиот договор, големо решавање на проблем во регион каде што има проблеми и нерешени прашања. И затоа мислам дека нашата кандидатура практично е тест за Европската Унија. И затоа мислам дека императивот за успех е навистина огромен годинава, бидејќи верувајте, еве ме слушаат и моите граѓани, македонските граѓани, нема да можат мене да ми веруваат кога зборувам за Европската Унија и за реформите, бидејќи моите ветувања се подпираат на ветувањата на Брисел и на Европската Унија. А нас во јуни 2018 ни рекоа го цртаме патот да почнете преговори во јуни 2019. Во јуни 2019 ни рекоа сепак ќе одлучиме во октомври 2019. Во октомври 2019 ни рекоа не можеме сега да донесеме одлука. Одлуката се донесе во март 20 година, меѓутоа уште не може да биде спроведена. И затоа сум се поискрен и се поотворен и затоа мислам дека вистински тест за Европската Унија е токму нашиот случај. Ние сме земја кандидат 16 години. А во нивото на усогласеност сме апсолутно во слична, а во определени области и подобра кондиција со државите што веќе многу години се во пристапниот процес. Време е да почнеме пристапни преговори. Може би малку подолга, ама мислам дека беше важно овие детали да ги споменам. Darf ich nachher eine... Ако може јас да дополнам, затоа што овој целиот процес на европско ниво долго време директно го следам откако Австрија беше председавач во 18-та година во втората половина. Јас сакам да кажам дека многу нешто се придвижија кон позитивна поставеност на земјите на ЕУ кон Западен Балкан. За среќа имавме пресврт и со започнувањето на преговорите во март лани, значи одлуката за тоа за Албанија и за Северна Македонија, но сакам да кажам дека и за Холандија и за Франција исто така има нешто што треба да се доработи, да се влезе во диалог. Моето патување како министерка за Европа 2 дена по започнувањето во Париз отидов за да работам за тоа новата методологија да биде ставена на сила. И конечно овој чекор да се направи за да може довербата во регионот кон Европската Унија да се врати и за да навистина се почне со преговорите, пристапните преговори. Сега ние мораме ова да го гледаме како целина и гледам огромна опасност ако заради билатерални конфликти или дискурси или нерешени прашања од историјата овде да се направи голема грешка и да не се започне. И јас сакам уште еднаш понудата на Европа, на Австрија да ја
укажам како еден вид посредник за решавање на проблемот помеѓу Бугарија и Северна Македонија, за да ние посредуваме, затоа што сега се работи за ништо помалку од нашата заедничка иднина и мислам дека треба да бидеме јасни и свесни дека неколку дена пред Европскиот денот на Европа на 9 мај, за да конечно конференциите можат да почнеме и земјите Западен Балкан einnehmen wollen. да ги вградиме во диалогот и за да можеме да има возмеже индина, да не се случува тоа во наредните 3, 5 или 10 години, туку да се случи интеграцијата брзо, но перспективата да им се даде сега и за тоа стоиме, за тоа и Австрија сака на вистина како партнер со земјите од Западен Балкан да игра ова улога, знаејќи дека на европско ниво уште некои работи мора да се дозавршат и за диалогот да продолжи и се надевам дека во поскоро на времето ќе биде можно тоа директно да се направи и дека тоа ќе се случи на вистина. Благодарам.